СДСМ денес говореа за црвените линии, политиките и предлогот на председателот на партијата Венко Филипче. ВМРО ДПМН преку Милошовски со исказ дека тој ја менува својата политика и позиции во зависност од потребите на својот финансиски и политички ментор Зоран Заев. Јасен е нашиот предлог. Во нашата предлог резолуција се содржани сите претходни документи и резолуции, вклучувајќи го францускиот предлог, во кој што јасно кажуваме како се заштитени сите идентитетски одредници. Сега ги повторуваме, јасно кажуваме кои се нашите црвени линии, ги повикуваме сите политички партии да поднесеме таа резолуција заедно за да конечно обезбедиме и една форма на национален консензус, нешто што го има во сите нормални големи развиени држави. Јасно кажуваме кои се нашите црвени линии, јазикот, идентитетот, културата, историјата, и за тоа ние не преговараме. Првата констатација е дека Венко Филипче ја менува својата политика и позиции во зависност од потребите на својот финансиски и политички ментор Зоран Заев, а се во нивен заеднички интерес да се задржат на чело на СДСМ. На пресконференција на 1 октомври 2024 година Венко Филипче изјави дека францускиот предлог е победа и голем успех на нашата дипломатија. Парадоксот е толку голем што денес, една година потоа, Филипче изјавува дека се потребни црвени линии и резолуција за заштита од оваа негова, во наводници, прогласена дипломатска победа.